Како завршна активност на проектот граѓанските организации во акција за климатските промени. Во училиштата во Прилеп со кој што организацијата Slow Food Македонија има соработка, се засадија 60 насадници. Дел од засадените дрвја се и плодоносни за да може учениците од нив покрај другите благодети да ги искористуваат и конзумираат и самите плодови. Садниците кои што одлучивме да бидат засадени во поголемиот број на училишта се костени, и тоа не диви костени, туку костени кои што во иднина би имале плод и би можеле да се јада, од причина да даваат сенка, но и да овозможат плод за понатаму да можат да бидат и на тој начин корисни, иако нема дрво кое не е корисно. Одлучивме на овој начин да им покажеме најпрво на учениците, а потоа и на сите други, нели, дека да ја донесеме природата поблиску до нив, затоа што ние сме нераскинлив дел од неа. Исто така да им покажеме дека доколку сакаме подобра планета, поубава планета, секогаш треба да се научиме да делуваме локално. Најпрвин од своите дворови, од училишните дворови, а потоа да размислуваме и за пошироко, за градот, за нашата татковина и понатаму и за планетата Земја. Во секое училиште се садеа различни видови на дрвја, во зависност од самиот терен на училиштето, големината на дворот и предходните дрвја кои што се засадени таму. Садниците ги садеа самите ученици. Ние заедно со учениците од училишната ученичка заедница во склоп со проектот кој го имаат направено нашето училиште Орда Чапела со Slow Food, денеска помогнавме за посадувањето на костените кои што ни ги дадоа за прочистување на природата во нашето училиште. Ние како дел од младинската се трудиме да подигнеме свеста на младите, организираме екоакции, пошумување и обуки. Каде досега сте учествувале, на кои еколошки акции? Досега имаме правено еколошки акции околу селото Ревоец, околу манастирот. Пробуваме да направиме неколку обуки надвор од нашето училиште, во други училишта, и организираме обуки во нашето училиште. Освен во училиштата, вакви садници ќе бидат засадени и во дворовите на градинките во Прилеп.